Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми, македонските потрошувачи во 2023 година потрошиле вкупно 649,3 милиони евра на виртуелните места за продажба во државата и странство. А оваа бројка е за 18% повисока во однос на 2022 година. Вниманието на редниве минути го ставаме на тоа што треба да знаеме кога се вклучуваме онлайн при онлайн пазарењето, но и на најголемата бизнис конференција која што ја организира Асоцијацијата за e-трговија, на која што имаме рекорден број на учесници оваа година. И сите овие теми со Виктор Стојковски од Македонската асоциација за e-трговија. Добро утро и добро ни дојдовте, Виктор. Добро утро, добро ве најдов и добро утро до гледачите на МТО. Каде ќе ни беше крајот ако се во државата имаше оваков пораст? За една година цели 18% во онлайн шопингувањето. Дали е безбедно онлайн купувањето во Македонија? Виктор, ајде така да ја отвориме темата со оглед на тоа дека чинам за ова ќе разговараме и годините кои што се пред нас, бидејќи ова не е тренд безбедно само кај нас, туку генерално во целиот свет, како проблем. Ако треба конкретно да одговориме на прашањето дали е безбедно, да, безбедно е ако се купува од регистрираните трговци, затоа ние како асоциација цело време апелираме да се купува само од регистрирани трговци, за кои што впрочем и направивме регистар на тие трговци за да може граѓаните да се информираат од каде купуваат пред да купуваат. Сите оние небулози и небезбедности што се јавуваат, односно и од прилогот што го видовме дека граѓаните не се сигурни во онлайн трговијата, односно им стигнуваат други пратки во споредба со тоа што го нарачале, тоа се случува кога се нарачува од Facebook, односно од социјалните медиуми. Зошто тоа е така? Ради тоа што позади тие Facebook продавачи не знаеме кој стои. Гледавме и информирани сме, ние многу пати говориме уназад во текот на и годината и годините од кога постоиме, дека важно е да знаеме кој стои позади продавницата од каде што купуваме. Во таа ситуација трговијата е безбедна и граѓаните се сигурни во однос на тоа што го купуваат, бидејќи нив ги штити законот. И што е тоа што треба, Виктор, да го направиме прво кога го вклучуваме паметниот уред и сакаме нешто да купиме од онлайн продавница? Веројатно, нели да провериме дали таа е официјална регистрирана? Постојат ли други начини кои на проверка, кои што говорат во прилог на нашата безбедност? Така, ние генерално правиме секогаш компаративно како да се купува онлайн со во однос на тоа како физички се купува во продавница и секогаш граѓаните треба да тргнат од таа страна, односно да се информираат за производите кои ги купуваат, да прочитаат се што ги интересира за производот пред да го купат, како што во продавница прашуваме величина, материјал, од кого е направено, какво е потеклото, тоа треба да го знаат и онлайн. Односно, затоа викаме ние дека важни се описите на продуктите кои што стојат на продавниците. Прво и основно правило да се информираат кој стои позади продавницата. Како што ние во мол, кога влегуваме во трговски центар, знаеме во која продавница влегуваме, знаеме кој правен субјект стои позади таа продавница, односно физичка локација, истото мора да го знаеме и со оваа онлайн локација, односно онлайн продавница. Мора да сме информирани од каде купуваме пред да купуваме. Значи, треба да го знаеме регистарот, дали е регистриран трговец или не, да знаеме кој правен субјект стои позади таа продавница, да видиме дали ги има политики за рефундација, политики за враќање на производи, дали има заштита на права на потрошувачи, услови за користење кои што треба да се јавно објавени на веб страницата, односно на продавницата на еден трговец. И кога ќе ги знаеме ние сите тие информации, немаме простор за злоупотреба, зашто ради тоа што јас знам од каде купувам и доколку не ми се допаѓа производот што сум го купил, јас можам да го вратам тој производ, а трговецот е должен да ја изврши таа рефундација. Споменавме лицензирани продавници, споменавме да се прибираат информации пред нешто да се купува, но дел од овие работи не допираат до дел од граѓаните, посебно до повозрастните. Можен ли е некој нов пристап, можеби да се организираат некои обуки, малку да се описмениме околу начините, ако зборуваме за финансиска писменост, кога станува збор за финансии, пари, банки и слично, дојде ли време да размислуваме и за вакви работи, за да на повозрастните граѓани им се укаже, бидејќи ден денеска гледам и по групите на Facebook најмногу, дел од граѓаните ќе се пожалат од некој таков нелиценциран онлайн шоп, меѓутоа други ќе се најдат кои што повторно ќе купат од таму за 2-3 дена. Не треба да помине долг период за да ја направат грешка. Така е, ние како асоциација постоиме 7 година и 7 години поред
упорно имаме кампањи за едукација и кон граѓаните, но и кон трговците. Една активна таква кампања сега имаме со картична организација Виза, која што воедно го зголемува и легитимитетот и довербата кај купувачите, кога ние упорно кажуваме на овие чекори кои се и што треба да се направи за да се купува онлайн. Тоа го правиме преку видео содржина, преку едукативни кампањи на социјалните медиуми, преку организирани обуки за пред се за трговците за како да ја пренесат пораката и како да внимаваат безбедно граѓаните да купуваат и така натака. Неспорно воведовме и беч за верификуване трговец, така да ги охрабрувам граѓаните секогаш кога купуваат онлайн да го бараат и тој беч за верификуване трговец, кој што воедно ги кажува сите овие информации дека се проверени и дури немаат право, не мора задолжително да ги проверуваат сами да ги бараат по сајтот сите информации ако го имаат бежот, ради тоа што асоциацијата го проверила тој трговец и тој трговец ги исполнил одредените услови кои што се задолжителни со закон за да може да продава онлайн. Бежот е една плава ознака каде што пишува верификуване трговец, каде што најчесто во футерот, односно најдолниот дел од страницата може да го погледнат, може да го погледнат и најгоре во хедерот, така да ги охрабрувам да побараат и бежот, да го видат регистарот и цело време да внимаваат каде купуваат, односно да се информираат од каде купуваат, бидејќи навистина е важно. Ако ние не сме информирани, не сме предпазливи и за физичките добра кои ги поседуваме, и физичките добра може да ни ги украдат и ако ние телефонот го оставиме на клупа, веројатноста дека некој ќе ни го украде е голема. Така и со податоците, компаративно, ако ние податоците ги оставиме некаде каде што не е проверено каде ги оставуваме, значи веројатноста да ни ги украдат исто е голема. Се изложуваме на ризик. Колку од овие верификувани трговци се случило да злоупотребат при онлайн купувањето? Видовме во прилогот пред малку на колегата дека граѓаните може да упатат поплака до на Организацијата на потрошувачи и дали навистина се заштитени? Колку се ажурни во својата работа од друга страна службите? Вака, во однос на верификуваните трговци, ние пред еден месец, мислам дека беше, имавме прилика каде што еден граѓанин до нас се пожали од верификуван трговец дека му доцни пратката. Ние како асоциација го контактиравме верификуваниот трговец, бидејќи знаеме кој стои позади таа продавница. Верификуваниот трговец во рок од 24 часа ги рефундираше средствата, бидејќи пратката била предвидена за 5 дена, не била испорачана за 5 дена, верификуваниот трговец постапи. Зошто го кажувам и правам споредба, ради тоа што на оние трговци, кои што тоа им е кор бизнес, кои што работат во таа насока, навистина им е важно, од друга страна, нивните потрошувачи да бидат задоволни. Зошто? Ради тоа што свесни сме во секој поглед колку значи еден незадоволен корисник. Мислам дека е многу поскапо да вратите задоволството кај еден незадоволен корисник, отколку да му ги исполните сите услови кои што тој ги впрочем заслужува согласно закон. Растеме во онлайн купувањето, бројките велат тоа, кога станува збори за безбедност, исто така, една од причините зошто е тоа така, се работите кои што ги правите, како, например, бизнес конференцијата за трговија во регионот која што е најголема. Ово годинешниот датум е 12 ноември, 7 година поред, ќе се соберат рекорден број на предприемачи, 700 од домашни компании. Така. Подготовките веќе сигурно се. Подготовките се при крај, не се во тек. За наше огромно задоволство, да, оваа година имаме рекордно издание на конференцијата, очекуваме околу 700 представници од повеќе од 500 компании од целиот регион. Конференцијата е една од нашите клучни активности на асоциацијата, која организираме од нашето постоење, односно 7 години постоиме, 7 година поред ја организираме и конференцијата. Конференцијата е еден символ и потик на развојот на трговијата во држава, ради тоа што на едно место се собираат сите значајни фактори од бизнес заедницата, од екосистемот на трговија, зборувам и трговци, и компании за испорака, и банки, финансиски институции, но и IT компании кои испорачуваат софтвер, па и до маркетинг агенции кои што нели работат маркетинг на трговците, за да можат меѓусебно внатре да си споделуваат совети, да се вмрежуваат, да прават нетворкинг и така натака. Оваа година, односно втора година поред, конференцијата има регионална нота, односно е застапена во целиот регион и доаѓаат представници и од
Србија, Босна, Албанија, Црна Гора, Косово, Бугарија, Романија, Грција и така натака, односно овој балкански дел го покриваме и навистина е значање да се каже дека на сите представници кои што доаѓаат на конференцијата, една од главните причини кои што сметаат дека е потребна за дополнителен раст и развој е отварање на пазарот, односно зголемување на пазарот на Балканот за е-трговија, бидејќи сите ние држави сме мал сегментиран пазар сами по себе доколку не гледаат, но како целина, односно како Балкан, сме навистина атрактивен пазар кој што доколку се олесни се отворат работите за брза испорака, меѓугранична трговија, може многу лесно да забележиме економски раст со ваква атрактивна не индустрија, туку канал на продажба како што е трговијата. Благодариме за гостувањето. Се прават со јавно говорење, ќе го правиме тоа, да, непосредно пред конференцијата ќе ви имаме повторно во Македонија наутре.